Хеј, Пандамониум радио шоу, број 34. Добре дојавте, јас сум Дарко Айрис Креч, ова мојот човек Трајче Gate Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Ние сме, можеме да потврдиме, уште еден викенд, уште една недела. Претходната епизода ја извадивме ден покасно, бидејќи Дарко беше ангажиран и имаше многу работа тој период. Па таму завршивме претходната епизода, со тоа се одјавивме, па сакам и сега да се надоврзаме, сакам да ми кажеш. Знам дека заврши таксират, сакам да ми кажеш твои импресии, како ти си прво си пројде, бидејќи ти беше MDJ и на еден начин и хедлайнер таму заедно со Шуршац екипата, цела екипа бевте таму. Сакам да ми кажеш одадо што као си пројдовте, што правевте, каква беше енергијата. Брат, вторникот беше хектичен. Тука ја снимавме епизодата, кога прво се успавме ја и ти. Дефинитивно, да. Додека се снимавме епизодата, ми стигна 100 пораки на телефон, ми звонеа луѓе од сите страни, се сменија некои планови што беа за таксират, добивме некоја малце поголема улога за организација на целиот стејдж и одма штом заврши емисијата, само отидов дома, се избањав, се избричив и се пуштив на таксират, се пуштив у Борис Трајковски, наместивме опрема, еден по еден тонска проба направи македонските артисти на нашиот стејдж, ги почекавме малце и србите и хрватите, направи и они. Ќе бидам искрен, у 5 до 12, односно у 5 до 7 завршивме со тонските проби, 7 више отвараа врати, али нема везе, се си беше окей, се беше како што треба, така да бевме спремни за почеток на целата вечер на вториот стејдж на таксират. Поминавме, ќе кажам, нереално според мене, многу подобро од очекуваното. Во текот на целата вечер, уште само што отворија врати, дојдоа луѓе на нашиот стејдж и беа таму, чекаа да почне журката, саат и пол, дури беше и тивко, немаше ни музика на стејџот, но верните фанови на оваа трап музика или оваа сцена што ние ја третираме, беа таму, шараут до цела екипа што беше таму од самиот почеток до самиот крај на вечерта. Изгасивме музиката во 1:30. Целото течение на вечерта беше одлично. Ја искрено бев преокупиран цел ден. На многу работи, инака не се ни сеќавам кој работел со организација на настан, ни знае што се случува на дента на самиот настан и во текот на целиот настан. Така да малце ми е тоа умагла се, али се помина како што треба, се помина и подобро од што треба. Настапите беа добри, јас сум задоволен од мојот сет, од сетот на Панчо, од нашите сетови, имав и неколку сета измеѓу. Настапите на артистите исто така беа солидни, можам да кажам. Со оглед на тоа дека таа сала е многу лоша со акустика и многу се одбива звукот. Тоа сакав да те прашам Овој пат беше можеби најдобар саунд до сега што сме имале таму и шараут до Трипе кој беше одговорен за звукот на нашиот стејдж. Тоа сакав да го начнам и да го спомнам тоа, бидејќи кога беше последниот пат, лани или преклани беше, кога бевте исто на таксират во таа? Како Trap the Fuck Up, мислам дека бевме 2018 во декември, а 2019 во декември беа МВР СВР заедно со Кукус и со други екипи. Не знам ти на кој си бил. Не памтам, валјда ти беше у организација, бидејќи беше и позади. Сеедно муабетот ми е дека и тогаш исто беше катастрофа, со тоа што ја дури бев и на саундчекот кога го правевте, страшно беше, онака одбиваше. Сватив дека ќе може, чим се пополни салата, дојдат луѓе, дека ќе се намали тој шум, ќе се намали тоа одбивање, но мислам дека трибините што се лево од десно фактички од стејџот, мислам дека прават најголем проблем. А инаку вењу многу ми се свиѓа дека е празен простор, баш ептен кој што треба за еден таков настан. Ама не знам, за следно ја би препорачал, не знам, можеби некое платно или некој таков голем дебел материјал кој што би го прикрил тоа. Мислам дека многу подобро искуство ќе биде и за артистите и за луѓето што ќе бидат таму. Гледај, мислам дека се помина супер, дека цело време беше полно, они више имаат искуство со звукот, знаат точно што како треба да биде, така да сметам дека беше најдобро што може да биде, сега за сега, ќе видиме следни пати. Имаше доволно монитори на стејдж, доволно беше гласно на стејдж за артистите да може да си ја слушаат добро својата музика и како настапуваат. А се надам дека и публика беше добро, бидејќи реакцијата беше супер од публиката, така да би ga пуште еднаш да сидеш што бевте на таксират, на целиот таксират, но посебно на нашиот стејдж што останавте, што гледавте бар некои од артистите, што гледавте балкански, македонски артисти или што не гледавте нас као пуштаме музика, и ако не гледате секоја втора вечер, дојавте и таму и останавте и поддржавте, big up до цела екипа што беше таму. Исто, например, имаше доста
acts, доста луѓе кои што настапуваа, доста артисти кои што настапуваа. Кажи ми, например, бидејќи ја гледав, онака чисто сагав да видам што и како ми интересираше. И сум изненадан, бидејќи имаше и балкански, значи од луѓе од Балканот, имаше луѓе од Македонија, наши артисти, нашите луѓе, Секси Марса и Кицо, оде беше Young Daddy. Кажи ми, например, како се чувствуваш, бидејќи ја видов нешто што не ни очекувано, го видовме тоа во живо окочење, ама, например, многу ми се свиѓа Young Daddy реакцијата што ја вади кај луѓето. Дали тебе ти е тоа очекувано, како го прецепираш тоа, например, за бидејќи ти на еден начин преку сите тие настапи си негов диџеј, например, како го прецепираш ти тоа? Гледај, ја очекувам реакцијата, бидејќи јас кога пуштам Young Daddy во клуб или во кафич, а го пуштам скоро секој сет кај што може да влезе неговата музика, пред се тука мислам на Сафари и на Моли, има добра реакција. Така да сметам дека и очекувано е да има и на настап добра реакција. Јас поради тоа и бев јас сигурен у Young Daddy уште кога прв пат го слушнав, го знаев неговиот потенцијал, кој се надам дека ќе го искористи до максимум. Бев сигурен дека ова може да биде добро и луѓето кога почна да го прифаќаат со мало задоснување, Сафари кога утри како што треба, настапите летово и после на моите настапи и нашите настапи диџејски низ Македонија покажа дека неговата музика вади реакција, така да за мене беше сосем очекувано. Се таксират, сигурно имаше измешана публика таму, но сигурно имаше многу луѓе дојдени специјално за него или специјално за нас или специјално за Марса, Праска така и Young Daddy или било кој од нашата екипа, бидејќи на кратно денот тоа е еден лајнап кој мање више настапувал заедно многу пати и е стандард онака. И публиката е мање више слична. Да. Па не, добро и види, има добри моменти за прв пат, ако не се лажам. Мислам дека е за прв пат валјда. Кицо и Young Daddy настапија со Сафари. Прв пат заедно или Не, има претходна? настапува летово, но тогаш настапува како дел од сетот на Кицо. Така. Actually мислам дека не сум сигурен кога точно излезе Сафари, но мислам дека дел од патите кога настапува летово може би уште не беше излезена, туку само ја најавува. Не сум точно сигурен, но имаат настапено заедно. Интересно беше дека многу е добро се спои сетот на Young Daddy, се качи и Панчо ја настапија, Ваков Таков, после тоа се качи Праската ја настапија Сафари и после тоа се качи Марса и се продолжи со Праската. Така да има една целина и мислам дека и добро звучи, мислам дека публиката го препознава тоа бидејќи добро се комплементираат Марса, Праска и Дади. Тоа. Да. Па тоа, затоа all in all, да претпоставувам дека од нашите артисти, од целата екипа, дека топ, например, а што е со другите артисти? Како ти се свиѓаат другите артисти од Балканот? Што е со Z++? Мене искрено ми се свиѓа, не сум некој огромен фан на неговата музика, има некои одредени моменти кои што многу ми се свиѓаат. Ама кажи ми ти, бидејќи немаме зборено за него овде, па еве и причина, еве и момент да збориме за него. Вака, само да го раскажам целиот тек на вечерта, бидејќи се качив таму да пуштам музика во 8:30. Отворив со еден мини трибют сет за Young Dolph. 5-6 песни. Ханес Шац прва и заредив некои малце постари, малце понови. И во тој мојот прв сет, тој некој саат време пред да се качат Црни Церак на бината, јас бев диџеј претходно, значи саат време и пуштав по-лабава музика, малце по-андерграунд и малце така речено од последниве 3-4 години некој трап полубенгери, некои по-лоуки песни, Lil Uzi Vert, Playboy Carti, нешто малце постари, малце по-споро. Young Dolph го спомнав, Gucci Mane, нешто малце постаро и така, значи таков некој саунд, не можам да ти го опишам сега точно кој саунд е, но да речеме тој vibe и трап момент по-мелодичен и беше одлично прифатено за warm-up и мора да ти признам нешто, брат, на таксират пуштив повише Playboy Carti песни од колку што сум пуштил било кога у мојот живот. Дури публиката таму и бараше и уште, али не може би не сака веќе. Валја таква енергијата и плюс кажа дека ќе има шутки, така да луѓе да валја и го очекуваат. Кажа на микрофон дека е ова фестивал, дека може да се прават шутки така, да. Тоа беше мојот прв сет, после тоа се качија Црни Церак, тоа е група од Србија, за мене искрено непозната според музиката, само ги знам како име, имаат некој свој бран, таква некоја гангстерска музика за млади од Србија, од Белград. Дечките има солиден настап, како и што очекував, не очекував нешто кој знае колку добро тоа да звучи. После тоа се качив и ја пак
настапуваше неколку песни, пак Playboy карти се сеќавам тука дека ја пуштив песната Шута. Се качи Young Daddy, беше одличен настапот, се качи Панчо, настапија ваков таков, имаше топ реакција. Се качи Праската Сафари, згази. Се качи Марса, предпремиерно ја настапија хип-хоп министри. Идеме. Трагата која Марс Tape. со нетрпение ја очекуваме и се надам дека ќе излезе за брзо. Песната е прејака, брат, 3-4 дена после тоа ми се вртеше у глава и не можев да престанам да ја слушам, така да Ја уште го чувам Dropbox линкот и Drive линковите, сите што ми ги има Марса пуштено. Марса и Праска вадете побрзо Мора. хип-хоп министри, ја Мора. чекаме. Тоа беше топ. После тоа си има одличен настап, Праска и Марса се dynamic дуо и Праската влезе малце подлабоко во својата дискографија бидејќи ова беше actually негов настап, Марса беше само како придружба на Праската и настапи некои песни од последните од EP-ата и микстеповите од последните години. Ориги. Оригија настапи, Худрич, Нормално. овој свет на крај, така да влеговме малце подлабоко по наводници подлабоко во дискографијата на мене тоа ми Праската фали, бе. и мене тоа ми се свигаше многу и мислам дека треба да стане навика на Праската да се влага. 047 Чиф Кицо, B-sides онака. Тоа да се слуша на настап. Да. Беше супер. После нив како шараут за Праската и за тоа он што слуша во мини сетот од 2-3 песни помеѓу нив и Z++, пуштив нешто Chicago Drill 2012, Lil Reese, Chief Keef, неколку класици на дрил сцената кои слуша знае. И тука се качи на сцена Z++. Да се вратам на твоето претходно прашање. Искрено ја кажам, имаше феноменален настап. Не успев цел да го преслушам, бидејќи имав и работа и у бекстејдж наоколу, али тоа што најмногу ми се свиеше кај него е тоа што може би малку чудно, но настапува сам. Сам си ја пушта музиката од Го компјутер. видов дека има NPC пред него, Има да. NPC за ефекти, ја држи контролата сам, после тоа му се качи еден соработник пријател, он на почетокот отвори сам со малце пољубовни песни, после тоа му се качи другарот, беше пуша Turn Up. Тоа што ми се свија што не е класичен траперски настап. Значи има момент на како да кажам, има момент на лайв настап, иако е сам. Го гледам дека човекот мислам дека да, може би го ставаме во таа трап кошница, но мислам дека не доаѓа од таму и не припаѓа таму, тука е нешто поише од тоа и тоа го покаже со својот настап. Искрено се изненадив каква реакција изнуди од луѓето. Има луѓе што го слушаат. Би ги поздравил тука Драги и Марса од Trap the Fuck Up. Еднаш кога заглавивме кај Драги дома уште пред 2-3 години, кога ја слушавме Кабриолет на луп, надувани беа сите, освен мене се разбира. И вртеше нака Кабриолет на луп до бескрај, сега се обидовме тогаш да го донесеме Z++. Не успевме тоа да се договориме, ја искрено не верував тогаш дека може да донесе некаков плюс на Трапславија. Али се усвоја време, така викаат, декември 2021, после неколку години човекот си дое, си настапи и мислам дека имаше многу добар настап и извади одлична реакција од луѓето. Топ. Тоа е многу битно. Тоа што го пуштам кај него е што се гледа дека е добар лик, со сите се поздрави, со сите се испоштува. Young Daddy ми кажа дека стапеле во некој контакт. На крај остана до крај, ги слушаше нашите сетови, се сликавме, направивме муабет на крај. Значи дечкото е стварно као што треба на место и big up до него, проверете го ако веќе него знаете Z++. Дефинитивно, брат. Ја онака имав некој по-генеричен пристап кон неговата музика. Имаме другар ми вика чеки чуј го како е лудо, ми ја пушта црно и бело, црно и златно, ја ваков останувам. Чекам рефренот да дојде, само сваќам што се дешава и си викам вау, као добро е што се деша. И тоа што онака сам си се оставив себе да видам, да чујам. И има предобри ствари. Не е нешто на пример на кое што се враќам многу често, би рекол. Ама е музика која што на пример има моменти кога ќе ми текне да пуштам онака. Најчесто и со брат ми на пример се дешава, ќе пуштиме нешто. Ама мене ми се свиѓа и тој full circle момент и ми се свиѓа и тоа на пример што кажа и со сетовите зашо и која е приказаната позадинив, што значи дека 5 траки не се биле само 5 онака пуштени траки, туку имале причина зашо се пуштени. Точно. Истото се случи после тоа, се качи после Z++ се качи Панчо. Изврка еден сет 40 минути, да речеме би рекол тие шейкбенгери, понова музика 2019, 2020, 2021. Малци музики за девојките публиката, да сите да биде како што треба и после тоа се качи ја последните 45 минути да затворам.
пуштив нешто од поновиве ствари као Knife Talk, Off the Grid, значи најнови бенгери, Така. Back in Blood, нешто малце дрил, ако не се лажам, се не се сеќавам точно. И на крај затворив со еден throwback, се вратив во 2011-2012, Waka Flocka Flames, Taylor Gang, Gucci Mane, Future, Kamas, Класиките. Same Damn Time од Future, значи она 2011 Lex Luger продукција. Да. Шараут Филип Джоджо, нашиот фотограф кој збесна у публика и баш кога се видов после тоа четвртокот, баш ми кажа леле брат каков сет имаше. Викам брат, тоа ми беше и планот, дури сакав и поише да отидам на постаро, али некој следен пат ќе се посвети. Future shit. Ќе се да. Тоа е следно као. Ќе се Тоа е посвети најдлабокото што можеш да влезеш еден онака. сет, ќе се посвети Стотки. еден сет 50 се тие. Пески, да, уствари, да. Ќе се посвети еден сет на тоа. Али муабетот ми беше дека се изврте многу добра музика со оглед на тоа дека имаш и лайв настапи и публиката беше помлада. Мислам дека извртевме добра музика за да има и нешто ново, нешто малце постаро. Дури и помладеве да ги вратиш назад онака за да видиш што да било ги и како запознаеш, бидејќи мислам дека конкретно со таа музика не се запознаени. Да. Голем дел од публиката која беше таму почнала да слуша музика и општо да слуша трап 2017-18, верувам со Playboy карти, со Lil Uzi, со Travis Сосема Scott. разбирливо. Ја не очекувам да ги знаат тие ствари кои не знам, не очекувам луѓето да ја знаат Фането или можеби Лав Соса ја Фането ја знаат онака, знаа. ама поише од мемења него ли што значи за културата, ме разбираш? Ама муабетот ми е дека не очекувам од нив, не сум таков old head да мислам дека мора да знаат све што претходело на трапот, па за да стигнат они да чујат до трап у 2017, не ми треба тоа, ама добро е за да има момент кај што ќе слушнат и нешто као и не сите дека хитови биле у тоа време. Дури и на пример тоа ти што си сега пуштал и во 2012 било пак онака по некој underground хит што станал класика со своевремено. Не значи дека бил легендарен хит во тоа време, туку бил пак некој underground movement, пак некој street banger, ама останал со нас. И мене тоа ми се свиѓа на еден начин, пак е школување, ме разбираш, као тоа е, и мене ми се свиѓа. Добро е за сите. И што е најако од се, таа музика е многу енергична и таа музика е таа што може да издржи фестивалска бина и фестивалски звук, што може да донесе екстра енергија на бината, бидејќи голем дел од новата музика, на пример Knife Talk и Back in Blood, се многу спори песни, ако не знам дали имаш приметено, кога ги пуштиш во клуб, тие што ги знаат, да, ќе се зашуткаат, ќе биде јако, ама ако ги земеш само као бит и као општо саундот на песната е многу спори, многу ја нема енергијата, реално. Да, Шаба може 120 или 60 например, ама има енергија, вокалите ја носат таа трака, истото е и со тоа почна да се дешава кога Метро Буминг го донесе тој неговиот помлитав стил на инструментали на сцената таму од 2014-15 со Savage Mode, со соработките со Future, тогаш звукот од поенергичен трап некој си играше вака, преде во оној по Lean Phase онака имаше момент, да. По даун, да. Така да поминавме одлично, дечки, фала више еднаш на сите што дојавте на таксират. После тоа ја собравме опремата, отидовме на main stage. Беше еден од најаките рейвови што ги имам последниве 5-6 години доживеан у Скопје. Борис Брејча, саундот, светлото, атмосферата у публика, многу добри луѓе имаше, правите луѓе што треба да бидат на еден таков настан, цалата беше полна до позади. Журката беше страшна. Тоа е тоа, супер, браво за таксират што организира. Игам за таксират, тоа беше стварно од најаќите таксират и до сега. Идам на таксират од многу одамна. Најаки од таксират до сега? Еден од најаките до сега, а последниве неколку години сигурно. Take. Добро, последните неколку години би сватили зошто, ама воопшто еден од најдобрите. Не, предонствено и кога беа Gentleman и Onyx и Fat Joe беше годината кога почна да опаѓа според мене. Па мислам дека 2012 беше која беше врвот. Да. И после тоа опаѓа, значи после 9 години. Фактички Onyx беа 2011. Знам, бидејќи јас сум од Скопје од 2009 и од тоаш немав испуштено таксират. Се до моментот кога дое Fat Joe. Тоа беше првиот пат кога отидов, си реков окей, се заебав. И јавев тогаш у таа фаза очекував Fat Joe да изведува песни од Joey Crack ерата од 95-та, онака од Flow Joe да ја рапуе. Братот си дое у Louis Vuitton шалче, си рапуваше Make It Rain и тоа е тоа, пошто тоа го прави у тоа време нормално, сосема очекувано. И мене од тоаш ми опадна онака интересот, мислам дека после
И тие сами не дека се повлекоа, едноставно као поише луѓе почнаа и од тука малце се деградираше за сега. Се уште да го држат на ниво. Мене тоа ми е дека таксират ден денес гласи за еден од најдобрите фестивали во Македонија. И тоа ми се свига дека успеваат и со локални и со балкански артисти да го донесат на вакво ниво кој што е сега. И тоа ми е мене топ. Точно, морам сега нешто ми текна брат. Фет Джоко дое тука 2013, 2014, 2012, не знам која беше. 2012 или Рачуне Make It 2013. Rain била веќе 7-8 години стара. 2006 е, 2007, да. А рачуне ние колку сме биле заостанати, Да. што сме очекувале дека он ќе настапува нешто 90 и некоја. Реално. Тоа само ти кажува кај била сцената тогаш, брат. А кај е сцената сега? Има поише причини поради тоа, интернетот едно од нив се разбира, али we've come a long way, брат. Морам да ти кажам, кога станува збор за хип-хоп и бидување во текст со времето, Јап. конечно, Тука сме. Тука сме. Да. Сега иде малце потешко, али тука сме. Дефинитивно се слагаме со тоа. И знам зошто е тоа така. Знам гледајќи и прво од мене, а и гледајќи и луѓе што слушаат, реално има и многу работи генерично што се слушаат, така тоа што е најмногу ин тоа да се слуша. Но има и многу луѓе што слушаат многу покарактеристична музика, бидејќи сега и тоа го имаме зборено на поише наврати, хип-хопот е толку многу расчленет сега. Сега повеќе него ли било кога, барем според мене. Има толку многу waves, толку многу правци, толку многу субкултури и толку многу фан бази онака што се лојални на еден или два артисти, што си прават свој онака бран, што сега е боле време, најдоброто време да бидеш фан на хип-хоп и да слушаш и да знаеш зошто го слушаш тоа. И можеш да се пронајдеш во се што ти се свиѓа и да си одбереш кој ти што имаш 5 поджанрови најслушани за оваа година, секој за својата пригода. Брат, ти можеш да слушаш Мик Дженкинс и Кота да Френд цела година и да не ти биде воопшто досадно, пошто се конзистентни, пошто вадат музика, пошто си имаат своји комјунити, си имаат редит, си имаат дискорди, можеш да си го слушнеш Кени Биз, брат, како го продуцира. Топе. Но се поише и поише артистите се внесени у тоа у креирањето на музика со своите фанови. Например, ја и ти кога бевме, ја и ти беше оставено на нас да ја најдеме музиката. Музиката никогаш нас не наоѓаш. Барем јас се чувствував така у тој период, бидејќи ја бев тој што дремеше у 2010 на блогови 2011 и креираше и аплодираше на YouTube албуми, пошто не ги имаше никаде. Истото и ти го правеше, брат, да изнајдеш милион начини како да ја симнеш песнава, па рипаш, па да истрашуваш музика. Тогаш ние требаше да ја најдеме. Сега многу е полесно да си го направиш технологијата да ти ја наоѓа музиката за тебе. Ме разбираш? Можеш некако многу полесно да се пронајдеш у него ли тоа. Ја и ти моравме да проидеме многу филтри. И брат, кога ќе кажам ја и ти се осеќам кога имаме по 35 години, брат. Ја имам 26 години, брат. Ќе полнам 27. Не сум ни толку стар, ама работава е колкава е разликава од 2011-2012 па до сега. Многу е полесно сега да изфилтрираш него ли ја и ти тој филтр што сме сами направиле. Брат, морам да ти признам дека вчера не можев да заспиам вечерта и земав си го средив Spotify, тоа што го зборам. Конечно. Имав 900 нешто лајкнати песни, од кои 500 беа застарени, некои од 2017 што ги имам лајкната како цели албуми. Трнав се тоа. Најлошата функција на Spotify. Сега веќе не е така. Сега кога лајкнеш албум, ти го става во library како албум, а не ти ги става сите песни во liked songs. Тоа го провери вчера. Оставив само 100 лајкнати песни, ги трнав сите лајкнати албуми, ставив едно 10 на 15, повеќето од 2021-2020. Така да се надам дека ќе почне да ми работи алгоритмот како што треба и таа технологија да работи во моја полза, а ако не се случи тоа, правам мастер ресети кој го е били отварам нов акаунт и факит идем од почеток. Мора да се продолжи, брат. Иначе што слушаше ти оваа нерела, бе? Ако ти кажам, ќе почнеш да ми се смееш. Мислам, слушав нови ствари, пошто знам петокот донесе доста добри ствари. Донесе 2 нови албуми, неделава. 2 солидни нови албуми, ја би рекол. И знаеме за што ќе збориме. Збориме за новиот албум на Рик Рос, кој што зборевме и за Outlaws претходната епизода, дека е една од најдобрите песни што имаат искочено. И не верував дека ќе има боле трака на самиот албум. Де факто имаше и многу ми е мило за тоа. И Champ 2, новиот албум на Рас. Ова е второто издание, фактички Champ е неговото EP кое што го извади лани. И исто така е една преголема, преубава прослава на хип-хоп музика, би рекол. Имам многу што да кажам, ама сакам прво тебе да тоа стам. Ја тоа слушав. И знаеш што?
ќе зборим, имаше и многу. Значи го имаше и концертот Free Hoover, Larry Hoover, од Kanye и од Drake, конечно се деси тоа, се споија двајцата артисти и тука е монументален момент и за двајцата се изведуваа песни кои што ги немавме слушнато многу одамна. Тоест и песни кои што ги слушаме цело време уствари, баш тоа го кажа ти многу добро, преска дури правевме муавет. И од друга страна слушав премногу J електроника. Не знам зошто. Затоа J електроника беше причината зашто заборев да го изгледам Larry Hoover концертот и го гледав са вајле пред снимање. Don't at me. Тоа е тоа. Ја имам такви некои моменти, брат, се губам онака и ги преслушувам такви ствари. Ама ајде ќе почнеме да не завлегуваме многу длабоко. Чекај, сега те прашам, дали J електроника но и на албумот на Раз што влага со зборење на песната? Да. Ја застанав песната и си викам, шо е ова бе, шо слушам ја бе? Зошто? Вчера го шетав Грицки, идам по Партизанска кај хотел Карпаш бев и само застанав и гледам J електроника и викам ајде next. Скип? Не. Ја имам огромно поштовање за J електроника, брат. Не можам да опишам тоа. Мене, брат, ја J електроника го слушав у 2008 година, брат. Ми изнервира како влезе на траката, брат. Са се редат рапери, слушам пола сат и овој влага ми збори тука. Брат, дај ајде. Сега да го има тој spoken word, мене ми се свиѓа тоа. Омилената песна од него ми е таква. Better in tune with the infinite се вика. Ама муабетот ми е дека немам ништо против J електроника, мање битно ќе се вратиме на темата. Не, немам ни ја, брат. Ама ми изнервира. Сагам што сакаш прво да збориме? Раз. За Chomp, да. За Chomp 2? Да. Ајде. Кажи ми што мислиш ти, бидејќи окей, според продукцијата како изгледаат стварите, моево е малце попровидно, ја што ќе кажам за албумов. Сакам ти прво да кажеш, па после ја ќе реагирам на тоа ти што го збориш. Значи вака, ја го слушав Chomp Кецот лани, ова време од прилика беше негде. Тој период излезе Boom Bap, тој период бевме длабоко карантин, беше есен, беше гадно и тогаш почнав да го слушам поише и Кота, почнав да слушам и да излезе албумот на Logic, Busta Rhymes, Chomp Кецот. Излезе уште нешто, Boom Bap не се сеќавам точно што беше, али Немам на умија. Али навлегов тоаш малце поише, Static Selecta новиот албум и такви ствари, така да бев запознаен со целата работа. Ти ми кажа мора да го преслушаш ова. И вчера вечерта беше перфектен ден да го преслушам и морам да кажам дека ми се свија, брат. Ми се свија за промена, Boom Bap, ваков раперски рап. Ми се свија за така еден ден да ми биде постојано ротација. Уште на самиот влез како влага со Шип, одличен ми е. Ми се свија дека има продукција Primo, Static Selecta, Alchemist, Jake One. Ги има соберено сите Harry Fraud, да. Ги има соберено сите продуценти. Знаеш што прави? Тоа е многу добро. Ова е првиот албум што за сега од планирани 2 со таква листа на продуценти. Вториот е Фреди Гипс, SSS, првиот е Раз. Многу јако, брат, дека некако дава приказна на секоја песна. Секоја песна вика почува нешто како битот ми од Primo, го вози филмот, влага после тагот на продуцентот, влага, он кажува нешто на песната со Snoop Dogg, вика дека демек еден ел сум имал животот, тоа е само Snoop што ми го даја на заебанција. Као има многу добри моменти кои се многу witty, многу онака. Не дека е тоа нешто кој знае колку next level, али јас сакам таква музика и сакам кога има таа химија, кога артистот се гледа дека работеле заедно или дека у некој сетинг е правена оваа музика, како да кажам, заеднички или има некоја приказна тука помеѓу луѓето. Big Sean ми се свија на гостување. Jadakiss ми се свија, што е со гласот на Jadakiss, брат, те прашав овој на со Фреди Гипс. Валјда се поише старе и валјда се поише рапав му станува гласот, ама од секад му бил. Тоа е Jadakiss, брат. Ама тоа е Styles P, тоа е Lox. Сега кога нема енергија да. Ама не знам, мене многу ми свија, ја би сакал да слушнам што има Jadakiss да каже на цел албум, брат, у 2021. Вокалот ми е чуден на оваа песна и на песната со Фреди Гипс, и тоа што прашав. The Game се појава кога The Game спомнува 100 имиња у еден верс со некои метафори, со некои. Дајте ми нов The Game албум, брат. Дајте ми нов The Game. И на крај му вика The Game, му вика, мислиш дека ќе ми изведеш на твоја трака, не ти се давам, нема шанси. Нема шанси. Ја го имам тој проблем со албумот, брат. Овде секој гостин го уби Раз, брат. Еден гостин нема кај што е послаб, освен можеби Snoop Dogg, брат.
И тоа пошто Snoop Брат, Dogg, Snoop Dogg ми се сви, тој Snoop Dogg ама ми се свија. дека е најлежерен, така? Да, ми се свија дека тој лежерен потсеќа на Snoop Dogg. стариот Snoop Dogg, кај што не Да. се замара за ништо, само Да. си рапува и не му е ни тука за да биде over lyrical и за да го скине Рас на пример на неговата песна, ама се тоа што кажа. Затоа реков прослава, брат. Многу ми се свиѓа дека се гледа Рас овде не скржави. Така ќе го наречам. Тоа бидејќи секој продуцент остае нетагот, дури и првиот лајн најчесто е дека битот е од него, дека конечно има соработка со него, што значи дека му дава цвекиња на еден начин, заслужени цвекиња, дава на Jake One, дава на DJ Premier, дава на Alchemist, го спомнува у Midverse, го спомнува Harry Fraud и сите имаат изворедни битови. Се гледа дека битовиве, бидејќи знаеш како секој продуцент има first tier битови, second tier битови, брат. Тие second tier ги дава на некои помали артисти, сигурно и цената, прайс тегот не е исти. Се гледа дека овие се оние од највисокиот тиер, и исто и на Harry Fraud, исто и на DJ Premier, исто и на Alchemist. Сите се и тоа значи многу за Рас, тоа му дава него кредибилитет. Од друга страна, се гледа дека човеков ептен се потрудил да направи, пак ќе искористам, прослава на хип-хоп, бидејќи овде имаш совршенство на нешто што не очекуваш да биде, мислам, Рас, ко Рас го знаеме дека не секогаш е она цело време со индустријата, не секогаш прави трап битови, знае да рапува, не му е прв пат да рапува вака. Не му е прв пат да рапува и на бумба бипови воопшто. Но ова некако е ептен official, ова е онака тоа што беше Pray for Paris за West Side Gun, ова ми е некако за Рас. Пошто успеал да ги собере, успеал да колаборира со најразлични артисти. Само погледнија трак-листата, брат. Сакав да видам и од лани, од Шамп Кецо, дека и таму знам дека се појави некој од Wu-Tang екипата, се појави Absol и тогаш има бит од премиер, Да, се појави Absol, Busta Rhymes 6 минути песна е, брат. и се појави Black Thought и Benny the Butcher. Да. Не Апсолутно. беше Тогаш имаше тогаш имаше добри фичерс, овде е сосема поинаку, брат. Овде имаш легендарни ствари ко Да. The Game, ко брат, и макар и да е West Side Gun, брат, пак и тука е одличен, брат. Ти West Side Gun да го натераш да рапува така како што рапува овде, е тешка ствар денешницава. The Game да го извадиш, брат, од кај што е и така да рапува, брат, да фрли 32 бара, тоа е топ, ме разбираш. Од друга страна, за Рас не го сметам ко пораз, ама мене лично треба он да чувствува пораз, бидејќи стварно секој го гази овде. И многу е репетитивен. Ја имам само позитивни мисли. Единственото нешто што го мразам е што многу е репетитивен и многу пати ги кажува истите ствари. Значи, ова проектов е 14 траки, 50 минути долг, во тие 50 минути Рас на едно 15 до 20 пати се повторува и ги кажува истите лајнови, само малце испревртени. Уште у првата трака кажа дека заработил 12 милиони during quarantine. Супер, топ. Вака сум со, као, ајде, одлично. Дај ми уште да видам. После кажа дека купил 3 коли. Третата трака е пак дека направил 12 милиони. Океј. Четвртата трака купил куќа на мајка му и имала 12 милиони. Топ. Шеста трака пак истиот муабет. Зошто и сватив да на крај кога го изслушав, онака бев со многу позитивна енергија, се радував, стварно се израдував за албумов дека уопшто постои, пошто се поише и поише такви мејнстрим артисти ги користат. Two Chainz извади сега песна со DJ Premier, брат. Кај што стварно зборат за многу добри, многу паметни работи. И сега добиваш ваков е момент кај што тоа и го зборевме претходниот пат. Сега се враќа и пак доаѓа до некој цркал онака, пак се враќа на нешто 2000-ти што се дешавало и ме нервира само што сваќам дека Рас нема што да каже, брат, нешто повеќе него ли тоа што сега го кажа у првите 6 траки од албумов, не може да го каже ни с 14 траки. Мене ми се појави една изјава он дека рекол демек сакам, знаеш, Рас каков е дигнат и како само Да. збори се прави он дека е најпаметен, демек сакам да ги трнеме тие правила на хип-хопот, зашто да рапуваме 16 или 32, зашто да немаме фри верси со она. Брат, ако цареме ги кажеш истите работи, подобро е да имаш 16 или 32 наместо Се слагам. фри пошто версови кај што ги кажеш истите работи. работава е, знаеш како, прв пат го слушаш тој лајн и се радуваш, навиваш за човеков. Втор пат, трет пат веќе тебе ти е нервозно пошто сваќаш дека човеков нема што друго да каже. Го повтори истово на три различни начини и нема потреба за тоа, брат. Добро, а чекај, ајде да збориме за ова. Во овој рап, кој артист што останал долго време на сцената или кој артист што го прави овој рап, кажува многу паметни работи во секоја трака и не се повторува? Не.
Не Дека ова е раперски рапови, брат. Апсолутно. Но од друга страна, барем се трудат на покреативен начин да го изразат тоа, брат. Овде се гледа дека човеков апла онака буквално кој да заборел дека ова го кажал на претходна трака. Имаше таков момент кај што една по друга трака истата ствар ја кажува. И тоа првиот врс е негов, ме разбираш дека овде има некаков не е ни континуитет, овде е репетиција непотребна, брат. А од друга страна, структурата мене ми се свиѓа. Free Verses ја обожавам. Една од омилените траки ми е 16, Андре 3000 и Rick Ross. Таму Rick Ross го остава Андре, значи песната се вика 16, што значи за 16 bars. Ниту двајца да не рапуваат 16 бара, туку идат free verse онака. И трае 7 минути. И трае 7 минути песна. На крај Андре 3000 завршува со соло на гитара. И као тоа ми е топ. Немам ништо против ја free verses и да има некоја поликвидна структура. Иако хип-хопот знае да биде многу структурален, да биде 16-ка, 8-ца, 16-ка и толку да е песната. Тоа ми е топ. Ја немам ништо против. Но тоа да ти биде единствената причина за ти да си го кажеш како демек за ине да правам на индустријата, не. Тоа треба да дојде од креативен аспект, а не дека ти сакаш да бидеш само поразличен. Ме разбираш? Тоа е раз. Но на крајот на денот албумот ми се многу свија. Пак ќе кажам, ме изненади, ја не го очекував ова, баш кога го видов и самиот трак листинг и продуцентите кои што се наоѓаат на него, си реков ова ќе биде топ, бидејќи имаш луѓе ко Папус, имаш луѓе ко Westside Gun, Styles P, кои што и онака и не као тоа е The Lox и Buffalo New York, ме разбереш, као предобри Big Crit го има овде, што е на DJ Premier Beat. Има многу добри моменти, има многу добри артисти кои што па на еден начин имам заборавено на нив, брат. Joey Badass го немам слушнато кој знае колку време бидејќи нема извадена нова музика. Овде е со Wale каде што се тркаат кој ќе биде боле. Надпреваре. Целиот албум е само еден надпревар помеѓу без разлика дали ќе е помеѓу Рас и помеѓу артистот кој што е фичеринг со него или ако има поише луѓе они да се надпреваруваат меѓу себе. Тоа ми е хип-хопот, една од стварите кои што е најбитна е сепак компетитивност. Across the board тоа е најбитно, брат. Тоа го има албумов и тоа во изобилие и многу ми се свија. Заради тоа ја го славам и си велам дека ова е еден од подобрите албуми што ги имаме до бидено годинава. Не заради тоа Рас што го понуди, но како го има склопено и како го има даено на луѓето да го слушаат. Тоа го поштојам и затоа ќе дам шараут за Рас и за Чомту. Се слагам, ја истиот филинг го имам. Можеби некој од овие артисти извади свој проект не би го ни слушал. Дефинитивно. Дека Рас му дава друг шмек малце, доаѓа од друго место, не дека е подобар артист Рас од другите, него му дава друг шмек и можеби ќе допре до публика која не е запознаена со овие артисти или продуценти, што е многу добро на крајот на денот за хип-хопот. Да. Ја Big Crit последен пат го имам слушано. Асално го имам слушано 2013 брат, после One Train, после кога го имаше моментот. И сега на пример си го слушам на трака и си викам топ, као човеков го немам сериозно слушано и убав ремайндер е дека он е се уште квалитетен рапер, ама кој што викаш као извади лани проект со Роберт Глеспер и со едни јужњаци исто што свират джез музика. Го преслушав еднаш, ама не ми остана ум. Овде на тракава го вратив два пати, пошто ми беше момент, ме разбираш, поише е за моментот, да, него ли што е за тоа дека тој е каков еко артист. Кој што кажа, не би слушал можеби цел албумот. Па еве, Ambition уште го немам слушнато на Wale, ама овде Wale ми беше предобар. Ми беше и на Rick Ross албумот исто. Ајде да збориме малку за Rick Ross и за 2 Chainz. Сакам да почнам со еден коментар што го оставив ке Курчо на Facebook. Зборевме за тоа, да. Мојот став е дека рапери како 2 Chainz и како Rick Ross, па тука дури би оставил кошот и 50 Cent, па дури и The Game, во своето време кога они беа on the rise, беа исмевани од јавноста, од хип-хоп масата, од хип-хоп публиката, вие сте фейк, вие сте ова, вие сте она, класика раперски муавети. Како поменува време, ги ставаме овие артисти во кошот на легенди, во кошот на најдобрите, си викаш, каква музика правеле овие пред 10 години, што не прават сега младиве ваква музика. Што ти кажува тоа, брат? Дека луѓето не се отворени и не гледаат отворено на работите пред се, прво за нив, второ, дека еве конкретно 2 Chainz, бидејќи Rick Ross мање више си има задржано на тоа што е. Значи, у смисла секогаш имал одлично уво за битови и тоа било неговиот стандард. Он плюс минус варирал тука во трап играта, си има свој бенгери во трап индустријата би рекол,
ама вака ако видиш низ целата негова дискографија, сите албум cuts се онака класични Рик Рос, уште кога ќе го чуеш битот знаеш дека е Рик Рос. За Two Chainz за мене искрено е малце поразлично, ама знаеш што е кај мене разликата? Two Chainz уште кога се појави бев луд у смисла по неговата музика, многу ми се свигаше. One Line God, брат. Скоро еднаков на Lil Wayne со смешките што ги прави у песниве, само што ретко луѓе ги пазат пошто мислат дека е Two Chainz, пошто името му е такво. И не сваќаат, брат, Two Chainz, брат, кога го извади неговиот прв албум, брат, тоа никој не беше спремен за тоа, брат. Никој не беше спремен. Брат, ке збориме за албумите што стегува. Ја и ти се каравме со луѓе за да им докажеме дека Two Chainz таа година што направи со True Religion, брат. Значи легендарно Virgil Abloh го има дизајнирано тој кавер со. Тоа ми се појави сега баш кога умре Virgil Abloh, не знаев дека е он. Исто и јас исто, тоа ми беше нјуз за мене исто. Значи легендарно. Плюс сега веќе човекот има 40 години, 10 години е јако во играта, бидејќи Two Chainz од 2006 брат, он беше потпишан и за Ludacris. И тоа се викаше Tity Boy. Ја тогаш него не знаев, ја го дознав па макар више, можеби Ептен после појако влегов во музиката после Мрси и све. Ја го знаев. После Good Music, ама го знаев и претходно бидејќи веќе имаше, ама тогаш стварно беше многу свежо, стварно беше до сега нечуено, брат. She got a big booty, so I call her big booty, брат. Тоа ако не те насмее, брат, ако ти каже дека е глупав човеков, не, брат, он чим може тебе тој таков глуп лајн тебе да ти влезе и ти да не можеш да си го извадиш од глава, он успеал, брат. Он си го направил својот дел, ме разбираш? И сега доаѓа 10 години подоцна, 2022 е, брат, крај на 2021 е, значи 2022 технички. Буквално 10 години подоцна човекот вади песна со DJ Premier и се вика Mortgage Free, каде што збори дека единствената слобода во Америка е да бидеш без моргедж, да биде све твое, брат. И овде збори многу работи, збори пак за финансиска слобода, збори за тоа, за истата тематика што ја збори и Рик Рос конкретно во овој албум сега. Бидејќи самиот албум се вика Richer Than I Ever Been. И мене само тоа ми укажува дека Two Chainz, брат, Two Chainz не му е ова прв момент. Two Chainz се појави на последниот албум на Conway the Machine, брат. 200 Pies, како рапува таму е невозможно, брат. Се појави на албумот на На кој? Подсети ме, ќе те кажа. Run the Jewels. Така. Леле, да, заборив на тој момент. Брат, неговиот албум, он на својот албум си имаше одлични инструментали, одлични текстови, мене неговите песни ми влегува во брат, 2-3 од неговиот албум ми влегува на него. Луѓе недоволно ги пазат албумите на Two Chainz, јас само тоа ќе кажам, брат. Брат. Дека човеков стварно е артист што вреди, брат, да го слушаш низ целата декада, брат. Дека има квалитет, има материјал што е многу квалитетен и треба луѓе да пазат тоа, брат. Дефинитивно. Мојот став е дека рапериве, односно публиката најчесто не е спремна за новите артисти кои доаѓаат и затоа секогаш ги гледа така малце. Секогаш е малце поразличен во играта, го гледа дека е фейк или дека е нешто, бар така беше на времето, но артистите кои се стварно квалитетни, кои работат на себе и на својата музика и одржуваат квалитет долго време, на крај на денот си го заработуваат статусот како легенди. Апсолутно. И тоа е многу добро и тоа мислам дека е добар знак онака за секој што млад артист што се осеќа во еден момент дека е потценет или нешто. Ако продолжиш да работиш, за 5 години ќе зборате ова е легенда. И ако кога си бил легенда од 2012, кога си бил у најакото, да, повеќето не те ни управим кога си бил не те ни ставале тука на мапата или те подценувале или нешто. Пошто стварно Two Chainz бил подсмеван цело време, брат. Шо му е на овој, шо е со текстовиве, шо е со битовиве, шо е со облекава, така, мрзлив е, збори пополек. Нема врска ништо од тоа, брат. Од секад ми бил прекарактеристичен, преинтересен, пресмешен ми бил пред се, брат. Да. Дури и добар рапер, брат, и добри битови, и бенгери, и албум joints и се. Све. Ајде да се пребациме на Рик Рос, брат. Легенда, брат. Уште еден албум овој му 11 поред, брат. Мене Two Chainz и Рик Рос ми спаѓаат тука некаде во некој скош у главата, си ги сакам. Иста генерација мисле за тоа и така нека паралела давам. Ти можеби поише си фан на Рик Рос, многу поише него на Two Chainz, али да, би рекол да. Али ја имам некоја паралела у главата помеѓу нив, мислам дека со возраста се тука негде, мислам дека со тематиките у текот на својата кариера движат по некој спад. Па види, Two Chainz кога влезе онака Ептен да биде Two Chainz и кога се ребрендираше и кога
И кога стана познат, кој што го знаеме сега, човеков беше well in his 30s, брат. Значи он има веќе може и 40 години. Истото беше и со Рик Рос, брат. Рик Рос првиот албум му е 2006, брат, кога имал 20 и кусур. 2009 му е Breakout хит, брат, на 30 години, сега човеков има исто 40 и нешто. Што значи дека тие се искусни и се возрастни, ме разбираш, дека истото сега му се дешава на Фреди Гибс. Фреди Гибс има 36 години, брат. Фреди Гибс воопшто не е млад. И многу ми се свиѓа дека луѓето конечно, мислам не конечно, значи они многу одамна последните 4-5 години многу си ја покажуваат својата зрелост. Мене тоа ми се свиѓа, брат. Дека веќе си знае Two Chainz дека не може да прави, он може да прави хитови за ко Birthday Song што беше 2012, ме разбираш? Он го има тоа. Може секогаш да го прави. Но ова валјда му се прави на човеков. Нема причина зошто би извадил песна со DJ Premier ако не сака, брат. Ме разбираш? Точно. Истото ми беше истата реакција имав и со Дрейк, зашто Дрейк би извел би рапувал на албум на DJ Premier бит, брат. Dangerous Rose, брат. Значи DJ Premier продукција. Тие им се годините, брат. Тоа сакаат они да прават веќе. Они си се длабоко онака седнати у фотелја, сакаат да уживаат, брат. Они немаат веќе потреба да и ова го чувствува, тоа го прави. Веќе они се до тој стадиум кај што ја креираат музиката што сакаат да ја креираат. Не можеш да му се љутиш за тоа, ме разбираш? Ајде да збориме за Richard and Never Been од Рик Рос, новиот албум. Што ќе кажеш? Ride of the Bed, мене многу ми се свиѓа, не е ништо што не очекував од Рик Рос. И многу поише бидејќи овде ги нема тие стандардните неколку трап бенгери што ги има на секој. Има само два и тие и можело да ги нема и подобро ќе било. Да, тоа ми е. А работава е што албум ко албум мене многу ми се свиѓа. Рик Рос секад бит селекцијата му е совршенство. Не можам да се сетам на еден, можеби Black Market ако не се лажам, ги имаше можеби најслабите битови, но не се сеќавам на албум каде што Рик Рос немал сериозно добра бит селекција. И тоа му е онака гивен за секој албум. Дури и кога слушнав Outlaws каква е котрака, знаев што следува, брат. Исто и со Little Havana. Little Havana искочи, зацкриена беше за Outlaws, тоа беше можеби првиот сингл, не се сеќавам, можеби беше првиот, може вториот, со The Dream. Исто. Феноменална трака, беше зацкриена заради за позади Outlaws, не беше толку позната, немаше таков баз, но исто квалитетна трака. И тука веќе го пуштам се албумот онака и си викам окей, ова е тоа. Краток е, што ми се свиѓа за Рик Рос. Што ми се свиѓа за Рик Рос, бидејќи и знаеш што, Рик Рос има најчесто моменти, не знам дали имаш приметено, каде што траките некад знаат да му бидат непотребно предолги. Овде не е тоа, брат. Овде имаш траки што има 2 минути и 10 секунди. Најдолгата трака мислам дека е 3,5-4 минути, нема ништо над 4 минути, брат, што е многу добро за мене. Бидејќи тоа ти значи Рик Рос знаеме дека има многу да каже, брат. Он има милиони еден начин како да каже дека живее у највисокиот ешалон на luxury, брат. Тоа го знаеме. Човеков знае исто ко пушати што знае да каже на милион начини дека продава кокаин, брат, у 2000-тите. Овој знае да се изрази на таков начин дека има пари, брат. Феноменален е, многу ми се свиѓа, ја буди истата енергија онака кај што ја буди и Лери Джун, само малце на поинаков начин, многу по luxurious type. Не можам да го опишам, брат. Таква енергија ти дава човеков. Стварно се чувствуваш поинаку кога го слушаш онака. Не знам зошто, уште на самото интро, брат. Тука почнува и не застанува до самиот крај, брат. И тоа е многу добро. Самиот крај, ако не се лажам, последната трака е со Wiz Khalifa. Феноменално аутро, брат. Да. Него напнува Wiz Khalifa, си го оставил Wiz Khalifa да се збори за тоа што сака да се збори. Тоа е тоа. Мислам дека има феноменално интро, има феноменално аутро. Се у средина, последниве 2-3 траки, можеби ми се онака hit and miss, не сите ми се свиѓаат, но до Outlaws една песна нема што ми фали. И има многу добри features, од кои што ја бев изненаден. Посебно знаме дека и тебе, Бени да Бучер, брат, тоа што и самата песна, и Бени, и Рик Рос, и битот, и бит случајот кој што и крајот, и све. Тоа ми е, за мене тоа ми е омилената, и да Пулицер, и дури онака бев збунет, пошто демек You Wanna Grandma, I Wanna Pulitzer, ја вакак бев, као No You Didn't, чекај да видам дали стварно си има десен, ова нема, не знам која е конотацијата со да Пулицер праиз дека има добиено, бидејќи
Кендрик Ламар е единствениот што има добиено Pulitzer Prize, другите сите од музичари се джез артисти, се нема десено рапер друг да добија. Не сваќам, ама песната ко песна ми е многу јака. Сега нормално ти текнува на тој момент Рик Рос што го има некад кога кажува нешто несвесно исто код Дрейк, онако што ќе каже некоја глупост тешка. Например UNO. Моментот ти текнува. Да. Да. Овде има такви, само не се толку лоши, далеко од тоа. Воопшто не се такви лоши. И онака малце ќе се кринжнам, ама Рик Рос е, брат, јеби га, ќе мора нешто да се испушти, брат, усето тоа време. Мислам дека ќе мора нешто да каже такво, ама не го зимам против него. Туку не знам, ми се свиѓа all around, одличен албум, краток албум, лесен за слушање. И Luxurious Rap at its finest, брат. Да, ама има моменти што кажат и Lady June, да е добра паралела, брат, бидејќи збори за пари, ама од друга страна збори на песна вика тоа што се разбуди са бајле си побогат од вчера. Тоа што можеш да вакво си побогат од вчера. Не е тоа интрото, не е тоа првата ствар што ја кажува на албумот. Не знам, ама мислам дека не, ама нема везе. Така да вчера го преслушав повеќе пати, така да малце ми се испомешаа песните, али има моменти што се многу така човечки, што се многу ти дава мотивација за денот, јако можеби немаш толку пари. Така да Дефинитивно. Рик Рос уште еден одличен проект. Мене тие две песни што се трап не ми се свигаат. Вака има 12 песни, да беа 10 песни да траеше 35 минути, ја беше перфектен, без утка, вака би рекол 8 од 10 би му дал оцена вака. Од еден ден слушање 5-6 пати. Брат, уротација. Која е потребата за Wiggle? Нема потреба. Така? Не е ни бенгер, брат, не е ни добра. Wiggle не ни треба да постои, брат. Ја не знам зашто постои тоа таа песна. Тоа е Фреш Монтана момент, брат. Така, сосема непотребно, брат. Ја не знам човеков кој му кажал уопште дека е добра идеја песнава да воопшто да постои, брат, а не па да биде на албумот. Видите Outlaws каков ефект има, што е тотално спротивна песна од Wiggle, и ти ја ставаш и Wiggle тука, а Wiggle таа треба најверојатно да биде некој клубски сингл бенгер. Врска нема, брат. Никој нема да ја пушти нигде. Can't Be Broke исто така. Ја не знам ни кои се Major 9 и Young A-Scene, брат. Young не се од Англија, од UK, а Major 9 не сум сигурен, да. Ја па си мислев дека се некој од Мајами дека конечно дава, бидејќи Рик Рос не го прави тоа. А реално да правиме муабет, MMG е онака фракција на тоа што беше во 2012-2013, не ни постои. Овде го спомнува Мик Мил, дури и онака кога да го снабнува Мик Мил, кога да го сник диса малце на еден момент. Не. Одемек он му дал, ама не е тоа, ама Wale е тука и Future е тука, брат. Future го слушнав, брат. Не, мене ми се свија. Да? Мене ми се свија Future, него очекував на таа песна и Да. Ја не види, го гледаш Wale, го гледаш Рик Рос, го гледаш Future и си викаш ова мора да е бенгер, брат. Го пушташ и као сосема спротивното е на тоа. Ама Future, брат, нема утка човекот. Скоро е бум бапиш, брат. Ова е втор момент кај што го слушам Future во вакво издание. Првото е со Мек Милер, песната, не знам како си Buttons, не. Брат, првото е добро, а второто? Ова? А третото со Андре 3000 на неговиот албум. Факт. На албумот на Future оној со бело-црвен кавер што е, брат. Факт. Тоа е кој Чекај. Не сум сигурен или да не е кај Андре, ама нема Андре. Не, Андре нема проект извадено. Знам за која песна збориш, не ми текнува сега моментално како се викаш, ама 300 Bands или нешто. Да. 300 Bands. Брат, all in all, Bands Friends. Солиден албум. What you told Предобро. Bands Friends. Предобро. Ја би рекол, значи го има и Blessed овде, има и некои артисти онако што си кажеш од каде. Исто, ја истата реакција. Од каде Рик Рос со Dream Doll, брат. Ја Dream Doll една песна имам од неја слушнато. Не воопшто не ми има останато, ова е втората воопшто што имам слушнато. И онака како си викам од каде стварно. И истата реакција имав и за Young and Ace и за Major 9. Си реков, окей, можеби се од Мајами. Не ги ни зачув толку за да претпоставам или за да препознавам дека се од UK или дека Young and Ace се од UK. Мислам, брат, да не сгрешам сега. Ама како и да е, брат, овде го имаш Wale, го имаш Future, го имаш Benny the Butcher, 21 Savage, го имаш Jasmine Sullivan. Имаш многу солидни фичерс кои што го онака само надаваат на албумот. Не се овде за да му одземат внимание на Рик Рос или да одземат твое внимание од тоа Рик Рос што го прави. All in all феноменален албум, посебно за 11-ти албум во својата кариера. Ова е мега. Сваќам дека нема да ги има бројките кои што претходните можеби албуми ги имале, нема некој breakout сингл, нема. Како нема Outlaws на секоја плейлиста на Spotify. Outlaws да, Outlaws дефинитивно и Outlaws има одлични стримови моментално, баш тоа вчера го приметив. Ама од друга страна само тоа е, ме разбираш, ама и нема потреба втор сингл да има за 11 траки. Нема потреба 40 и некоја минута е самиот албум. 42 минути, брат, 12 песни. Да. Брат, Young and Ace не е од UK.
мисинформација, извинете. Најможно да е од Мајами, можно да е од негде од Америка. Мене така ми изгледаше дека Има многу може стримови човекот, ја не го знам брат, изгледа од некоја најнова генерација. Fans also likes Sauce Walker, така да. Фредо Бенк, Stana from Vegas, No Cap. Друга сцена скрос од тоа ние што го пратиме. Да, Извинете уште еднаш за мисинформацијата. Проверивме тука на Spotify да се знае. Не знам. Ти, например, која ти е мислењето за тебе општо, онак, да кажеш некоја завршна мисла за... Не, тоа ми се свиѓа, имало да ги немало тие два трап бенгери, би бил перфектен албум, вака би му дал 7 од 10, 8 од 10, сосема солидно. Исто. Од едно слушање, од еден ден слушање повеќе пати ми се допаѓа. Траката со Бени Бучер ми е најдобра. Имам добри моменти сегде, имам на едно 7-8 траки по некој добар момент, така да. Да. Најмногу што ми се свиѓаше краток и што може да isfiri 5-6 песни ми се стендаут, ако треба да изберам. Значи Пола е сосема солиден. Главиш у град си го пушташ онака и го слушаш дури да стигнеш до дома. Ме разбираш, што е тоа? Тоа ми треба од Рик Рос и како што кажа ти, човекот иде напред со музиката и Не стагнира, мене тоа е најбитно. Тоа е тоа, само напред, брат. Ми се свиѓа и би го слушал кога ќе извади нов материјал, песна од Рик Рос сега пушта. Дефинитивно, што и да е, без разлика дали е сингл, дали е некој B-side, дали што и да е, брат. Јас секогаш уживам B-side за Рик Рос, тоа ми е најдобро. Онака, не знам зошто ден денес уште мислам дека треба да се деси re-релиз на Rich Forever mixtape од брат од 2011. Мене тоа ми е еден од омилените проекти на Рик Рос, брат. Брат, мора да збориме, значи тоа го зборевме завршува 2021. Оваа година не дававме шајн на албумите излезени во 2011. Албумите кои наполнија 10 години оваа година, бидејќи промената во звукот, промената на сцената почна 2009-10, али 2011, 2012, 2013 се случи тој најголем бум, така да мора некоја следна епизода да направиме еден 11 албуми од 2011. Ова ќе го кажеме on air за да бидеме овде. Да. Едната епизода е кај што ќе збориме за рекеп да направиме и за тие ствари што ја започнале и за албумите и за артистите што биле breakout во 2010-2011. И конечно мислам време е да даеме шајн на македонскава сцена, да се вратиме и да збориме. Време е, имаме многу да слушаме. Имаме многу да слушаме, имаме многу да збориме за тоа. Се дешаваат ствари постојано, баш вчера извади нова песна Матеј Фолц. Бига на Матеј Фолц, ти се свија? Да. Мелодијата е многу добра. Единствен проблем ми е што Матеј се губи во толку многу полна продукција. Не можеш цело време прв пат да ми треба да читам текст. Прв пат да треба да отворам description за да го прочитам текстот. И не валја и не со намера е стаен. Но топ ми е, мелодијата е феноменална, битот е многу добар. Нешто што не очекував дека Матеј може на тоа да рапуе. Исто. Не рапува нешто премногу, мене ми се свија, брат, ми се свија вајбот, ми се свија спотот како уклопен со песната. Спотот е феноменален, боите се Frozen Time Drops, ал нека вие боите се феноменални. Како color grading тоа е невозможно, брат. Имаат погоден Ептен, вајбот е перфектен. Зима онака, зима ладно, Ептен го имаат погодено на тој момент. Погоди времето да одговара на самата трака, да. Да, ама и не, и знаеш како? И белиот тренч, све тоа, ме разбираш, како дури и како е облечен, се тоа додава на таа естетика песната што ја носи. Не, стварно ќе кажам, не очекував да Матеј стварно рапуе на такво нешто дека ќе извади таква песна. Исто мената ми е единствена замерка и ма не е ни замерка на крајот на денот. Ме разбираш, као само сум изненадан од фактот дека ја направил песна воопште. Тоа ми е, не е ни замерка. Не ми смета. Ако се осеќа добро овој лейн, нека продолжи. Апсолутно, дефинитивно. После ова ќе го очекувам и тоа од него, така да. Дефинитивно. Знаеме што човеков може да направи, знаеме дека еве и уште сега пак се докажа дека може да и на нешто поинакво, за тоа што ние знаеме. Така да нека се реинвентира, нека се пронаоѓа. Тука сме ние да чуеме, брати, да даеме наши мислења. Мене ми се свија тоа што го прави. Велам, имаат убава екипа позади. И продукцијата, и Петар, и Димлак, сите, брат. Сите се добри, си го работат своето и само нека продолжат. Ние сме овде да поддржиме, брат. Да, ние сме овде да там да влеземе уред со плейлистите, да ја вратиме МК сцена у игра, излезе доста музика периодов годинава, ќе направиме еден рекеп на македонската сцена за 2021. Едно по едно се дешаваат многу ствари, пробуваме да опфатиме се што се дешава и ние сме турбо на страна од ова, така да имајте разбирање за може би што касниме со некои ствари, али
Работиме на случајот, така. Тоа е Апсолутно. најбитно на крајот на денот. Апсолутно. Брат, И остана уште нешто само да кажеме за брзо. уште нешто. Уште нешто, онака take it with a grain of salt. Уствари за сценава и за како тоа беше прикажано на социјални мрежи изгледа се што беше уствари. Ова ние до сега што зборевме беше ништо. Да. Конкретно збориме за Free Larry Hoover концертот кој што се одржа некни. Пред неколку дена концерт кој што беше на Кање во соработка со Дрейк, барем така пишуваше. Кажи ми ти како се чувствува. Ајде да видиме, мислам имаме вајда што да кажеме. Беше прехајпнат, имаше муабети дека цените се астрономски, дека онака како Larry Hoover can free himself, како што сака нека прави, не давам $500 за карта. И окей, кажи ми како се чувствуваш, на пример, кои ти беа Не, гледај вака, како се искрено не го чувствуваш? изгледа цел концерт поради една причина. Не успеа да ми го задржи вниманието кога го пуштив првиот пат. Сватете ме како саката, али тракиве на Кање ги слушам секоја вечер у клуб. Ги пуштаме секоја вечер цело време. Не ми задржува внимание начинот на кој што се изведени тука. Да, ќе пуштам, ќе го гледам, не ги прав сетинг, планирав да го гледам, немав 2 сати да ги потрошам на тоа одеднаш, али планирам деновиве да го направам тоа. Иначе тоа што видов, интрото ми се свигаше, односно не интрото кога пее хорот, тоа малце го скокнав. Интрото кога влагаат они на стадионот. Да. Колосеум е таков стадион, таму стигра NFL actually, Ремс играат Лос Анџелес. Баш е као Колосеум, има еден влез, една као порта, Archway, да. порта таму, од таму трна со осветлување, со се, стејџот беше перфектно направен, многу добро, валјда во стилот на стапите што ги имаше Кање како најава за Донда, на таа бела подлога со голем простор, онда може да кружи наоколу, што е actually за стадион е многу добар концепт. Тоа што беше сам на бината ми беше проблем со тоа што не можеше да ми го задржи вниманието и не ми изгледаше дека некако има некој сетлист, бар тоа што го вага, што го скролнав, што го видов, прелазите помеѓу песни не беа нешто премногу вау, бар тоа што го видов. Далеко од вау. Немаше некои моменти као некој медли од 3-4 минути, 5 кај што спојува повише работи. Беше, да речем, погенерично од поглед на изведување. Од тоа што би очекувал од Kanye West реално. Бидејќи нормално кога идеш на Kanye West концерти, кога видел што да очекуваш, да. Не ги гледав видеата за Донда, најавите за Донда тие концерти, така да не знам што да очекувам. Тоа што мора да се признае е дека Kanye е звер, има дискографија која е ненормално добра. Има Ова е само одличен потсетник за тоа. Потсетник за тоа. Одличен потсетник. Треба да го направи тоа и секоја чест што се смирија со Дрейк конечно што ни направи да се осеќаме боле сите ние што ги сакаме и двајцата. Мене, на пример, од аспект на момент, искрено мене ништо не ми значи. Но, на пример, за луѓето кои што биле таму или кои што го гледале во живо, сигурно било добро бидејќи не е секојдневно, не е ниту кој знае колку често да го гледаш Kanye како ги изведува сите тие песни. Во каков и да е сетинг, онака на почеток имаше еден мал као хронолошки ред на песниве. Се дур Jesus и после пак се врати на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. И има многу добри моменти, посебно во сетот на кај Дрейк не толку, кај Дрейк не беше толку спешал. Мислам дека Kanye поише го го хуманизираше неговиот настап. Не знам како да кажам, многу грешки, многу не грешки, у смисла се гледаше човеков дека се измори од трчање онака низ целата платформа и човеков снемуваше глас, намерно не пееше некои моменти онака, беше без акапела, без бек вокали. Shout out to Mike Dean за тоа што правеше цели 2 сати, за луѓе што не знаат, ги свиреше синтовите во живо. Значи се тоа што беше отсвирено, Black Skinhead, сите Runaway, сите песни беа отсвирени во живо. Значи матрицата главна со своите drums идеа во позадина и беа пуштени од компјутер. Се тоа мелодиите беше отсвирено во живо и Майк Дин, доколку приметите и доколку се навратите ако го имате гледано концертот, прави некои минимални измени на сето тоа. За мене тоа е вистинскиот хайлайт. Майк Дин што правеше во позадина седнат со 10 различни октави. Тоа е прелудо за мене. Го имам гледано човеков на стримовите што прави, тоа е лудо.
Ама од друга страна, имаше многу добри моменти за Kanye. Сега, окей, може некој ќе освати ко кринж момент онака или не знам и како. Со Runaway, аутрото на крај тој што си го прави онака Run Back to Me Kimberly што вика, мене тоа многу ми се свиеше, онака I feel for the guy, стварно се гледа дека знаеш како се гледаше дека песниве ги доживува пак. Тоа ми е многу добро кај него, дека се гледа дека песниве иако се 10 години стари, 15 години стари, он ги доживува моментално. Gold Digger, која ја пееше, 4 Kids. Човеков има 4 деца, ме разбираш? Тој збори за жена со 4 деца, што има, тој има сега 4 деца и со истата жена и пробува да се ја врати назад. И кога он се дури смее и вака напри кога сигнализираше дека тој си ги доживува ствариве. И многу е тоа интересно дека сам си ги доживува ствариве за кои што збори 10 години подоцна. И мене тоа затоа велам, поише ќе се задржам на Kanye, него ли на Дрейк. Дрейк беше стварно генеричен. Имаше некои моменти, дури ми изненади луѓе во колку не реагираа на тоа. Поише реагираа на Kanye стварите него ли на Дрейк. И тоа не е прв пат да се деси, истото се деси и на Ken Flog No, со сетот кој што Тайлер го викна да го настапува со B-sides, кој што буквално го буа цело време. Ама луѓето се луди за тоа, ја пари ненормални би платил за Drake B-sides да слушам уживо како ги пее. Ама на пример и тоа Find Your Love што ја пееше Kanye, 24 што ја пееше Drake, тоа ми беа одлични феноменални моменти. Имаше едно видео како Drake како прави генерална проба со 24 и феноменално звучеше, онака сите луѓе велеа како за кака е официјалната верзија од тоа, зашо не се деси ова. И не знам брат, ако рап боговите се смилуваат на нас, може и ќе добиеме конечно колаборативен албум во било каква форма, неколку песни, кратко и што и да е. Би сакал да знам што можат двајца да доседнат во едно студио да креираат. Плюс рачено они какви тимови имаат позади. Значи го имаат феноменални продуценти околу нив. Замисли ги конекцииве луѓе двајца ако седнат у студио. Не Хавај, ја не знам што ќе се деси тоа ако стварно се спојат. Јас само тоа имам да кажам, поише тоа ми се свиѓа онака личните моменти на Kanye што ги имаше на концертот, него ли концертот ко цело. Тоа ми е онака најголемиот хајлајт од целото тоа. Ќе го преслушам, ќе го изгледам, ќе збориме пак за ова, да дам 100% филинг, али да беше нешто што ми ќе ми задржеше вниманието, ќе си останев и ќе го изгледав во еден здив што сега ќе најдем време. Малце досадно е реално. Али мене ми беше малце досадно бар на почеток. Сега ќе видиме, ќе го пуштам пак, ќе го изгледам, ќе збориме пак и уште една работа што мора да направиме за некои од следните пати, да го преслушаме новиот албум на Тори Лейнс, брат. Ерис. Джони пиша. Видов добри коментари на Инстаграм, на социјалните мрежи. Луѓето се многу задоволни од албумот. Џо Барен збореше за тоа дека онака никој не го спомнува Тори Лейнс у R&B лејнот, а човеков извади трет проект годинава и е онака као зашо никој не го збори. И мислам дека треба да му даеме шараут за треба да го преслушаме и треба да спомнеме кај е Тори Лейнс се во бидејќи знаеме дека културата, индустријата го откачи него тотално и мислам дека е сосема ептен зависен на неговите фанови моментално. Зависен у смисла дека има огромна фан база која што многу го поддржува, многу го држи високо, брат. Продава крипто, продава NFT со неговиот албум. Стварно неговата фан база го држи онака да човеков да опстои да креира музика. И човеков им дава назад музика квалитетна. Побогори креираше албум кога од 80-тите, сакаше онака да интернализира Принц и Майкл Джексон моменти, така да мешани со 2021 звуци. Сакам да го чујам тоа, се уште го немам ни ја. Ќе го слушнеме и ќе збориме за тоа. Дефинитивно. Сега сме прилика на саат и некои 10 минути. Може малце пократко. Сакаш да направиме еден плей-оф Album of the Year или да оставиме за следен пат? Може. Сега дека е свежо, дека вчера го извадија. Свежо треба да се деси, да. Rap Caviar извадија пост кај нив, имаат као плей-оф брекет, Album of the Year гласаат, се гласа кај нив на стори. Ако сакате да учествувате, идете. Најверојатно првиот круг ќе пройде, али вториот круг ќе може да гласате кога ќе гледате ова видео. Прва рунда идеме. Certified Lover Boy versus The Melodic Blue од Baby Kim. Ова за тебе знам дека е многу тешко. Брат, колку и да е, ја би идел со Baby Kim, The Melodic Blue. Искрено, многу Baby Kim достави многу поише тоа него ли што достави Drake со неговиот албум. И сосема заслужно е да Baby Kim да иде кон тоа, да цели кон Album of the Year.
За тебе? За мене Certified Lover Boy, брат. Да. Да. Без размислување. Джек Харлоу или Push Ice-T? Брат, Push Ice-T, ако не беше за Back in Blood, немаше ни да го знам албумот, искрено. Джек Харлоу извади феноменален проект, брат, што никој не може. Овој проект го заборавив во моите топ албуми за 2021. Слушај се, Благодарение на ова ќе оставам на мојата листа обавезно. Луѓе многу брзо го забораја албумот на Джек Харлоу, кој сум и ја. Еве сега си и ти овде. Не знам зошто е тоа така. Албумот е феноменален. Феноменален, краток е, многу е добар, концизен е. Заслужува да биде таму. Ја би рекол Джек Харлоу. Комплетен албум, исто Да. се слагам. The Off Season од J. Cole или Soulfly од Rod Wave? Не станува збор, брат. Добро. Wave не ни слушам. The Off Season J. Cole, како и да е. The Voice од Lil Durk или Playboy Carti Whole Lotta Red? Ова мислам дека најзадначена борба ќе биде до Ова е крај. најзадначена, брат, ама и најбесмислена, брат. Барем за мене, брат. Lil Durk, Брат, овој албум не ми се свиеше мене од Lil Durk. Овој беше албумот демек што беше посветен на King Van, али имаше и глупости, така да ја гласав за Playboy Carti искрено, брат. па ја би Whole, бидејќи знам дека ќе изгуби во следната рунда, ме разбираш, као ова беше throwaway, како и да е, кој да иде од овие два, губи. Така го сваќам, затоа не ми е ни толку битно, ама ако треба да изберам меѓу кои два, барем Playboy Carti го слушав. Donda или The House is Burning? Ле. The House is Burning, брат. Дефинитивно Isaiah Rashad, брат. Isaiah fucking Rashad. Don't at me. Ве молам, ќе ви кажам милион причини зашто е тоа така. Гледај го гласање, 89%. Нормално, 11. брат, ја не ни очекувам, брат. Не ни очекувам да биде поинаку. Знаеме што е Кања, знаеме што е Донда, брат, и каков момент, ама ја ако се навратам на моите најслушани ствари, The House is Fair. Burning, брат. Така треба, брат, тоа е тоа. Тоа е моето објективно и субјективно мислење, да. И двете уедно. Call Me If You Get Lost од Тайлер или Destined to Win од Lil TJ? Да, ова ми е мене no-brainer, брат. Call Me If You Get Lost, како и да. Мене ова ми се тие два throwaway што ги викаш ти, двата можеби ги немам ни преслушано цели, не ни сакам да ги преслушам искрено, брат. Hall of Fame од Polo G или Slam Language 2 од Young Stone Alive? Пак истото кој да со Lil Durk и со Playboy Carti, Slime Language го имам слушано, тој иде, брат. Како и да, Да. не може Slime Language да биде, не може компилационен албум или како се викаш ова, рекорд лейбл албум да биде албум of the year. Тогаш имаме нешто сгрешено овде, брат. Годинава е мутнато, ако Slime Language заслужува да биде албум на година. Меѓу сите албуми што искочија, ме разбираш? Ова се throwaway само колку да се пополни листава да има да се каже. Брат, Ја овде би го ставил Мексо Крим албумот, брат. Добро, да, можеби, да, ама не, Slam Language што има поголем импакт од Mexo Cream, за тоа има и слушаност, има и Воред, бенгери, и нормално. за тој период Има. кога излезе, Има ги зборев. ние го зборевме, брат, пролетта беше Јап. топ. Кога излезе беше Слайд, најдобар така? албум, брат. Слайд, така? Како се викаше со Дрейк песна? Solid. Слайд, извини. Не, има Solid. она песна на Ски, што беше и као меме, има неколку бенгери што ги пуштам ја, така да мене ми е добар Slam Language, ја гласам за него. Moneybagg Yo, A Gangsta's Pain или Young Boy Never Broke Again, Па, знаеш што? Sincerely Cantrell. Не знам, ја NBA го немам слушано. Епа, брат. NBA Youngboy извади за него солиден проект, бидејќи тој има стварно голема промена у неговиот звук и неговата ова, ама ја би рекол пак како и да е Moneybagg Yo, бидејќи за тоа што беше искочи Deluxe, Deluxe, како не знам, човеков имаше 20 кусур траки и продаде над 100.000 кусур. Не, имаше добра година Moneybagg Yo. Moneybagg Yo имаше феноменална година, брат. Да. Феноменална година за трап музика од типот на Moneybagg Yo, Key Glock и Young Dolph. Да, тој трап, посебно Тој Мемфис трап. на мапата, да. Ајде идеме втора рунда, брат. Baby Kim, тие тебе против Джек Харлоу. Baby Kim, брат, all the way. Baby Kim all the way, бидејќи Джек Харлоу не му посветив толку време, значи го слушавме, го зборевме и кој што кажав, го заборев. The Melodic Blue уште е у ротација и некако не знам зашто долго очекуван Baby Kim албум и ми се свиѓа. Ма кога ќе видиш, во генералната слика пак се останати 2-3 траки што ги слушам од The Melodic Blue, ама како и да е, ја би рекол Baby Kim бидејќи онака сакам да му ги дам цекињата што ги заслужува според мене. Мене ми е тешко со Certified Lover Boy и Джек Харлоу. Не знам што да изберам искрено, брат.
Да, ова е малце по За мене tricky. двата албуми беа добри, двата албуми ги утепав во слушање првиот месец, два, после тоа ги трнав малце понастрана. Beatles со CLB чисто онака, ама не знам, двата ми се добри, ама не ми се тоа. Не ми се двата најдобри, да речем. Брат, ја Beatles со CLB, не знам. да, ја разбираш, CLB го тргнав заради The Melodic Blue, нема смисла ако сега го тргнам The Melodic Blue. Мислам дека Beatles со него Да. до некаде до крај барем китера. Сега идеме Playboy Carti versus J. Cole. J. Cole се разбира, да, нормално. нема дискусија Нема тука. дискусија. Ти си сега Isaiah Rashad versus Tyler. Ајде, да видиме. Ова е многу, ова е заебан момент. Ова е заебан момент, бидејќи стварно не знам и не ни имам размислено, бидејќи кога ми кажа ајде да го направиме ова, намерно не го направив у глава, немав преконцепции, на лице место сакав да размислам, но ако можам да кажам, пак би рекол The House is Burning, бидејќи за мене е соодветен пик за годинава. Најслушан артист ми е онака, најмногу минути имам посветено на него и на старите песни и на новите, така да ја би рекол The House is Burning. Значи Isaiah Rashad ти андердог од 8 место. Да. Више втора рунда проаѓа. Да, дефинитивно. Јас сум Донда против Lil TJ Вајле или не знам против Тайлер. Донда би оди мене напред. Нормално. Moneybagg Yo versus Slam Language 2 или Polo G избра? Не, Slime Language 2. Ја пак овде би рекол Moneybagg Yo, брат. Според мене Да. Moneybagg Yo нека иде, Се слагам. бидејќи е соло артист, бидејќи направи тоа што направи од нигде никаде. Барам ја Moneybagg Yo го знаев кој артист. Ја не очекував дека Moneybagg Yo ќе има ваква јака година, брат. Никој не очекуваше Никој не дека ќе извади таков квалитетен албум за луѓе толку да го зборат онака да има six digit sales, брат. Тоа е нечујно, го разбираш? Го искористи гепот на сцената бидејќи На многу паметен начин, Тој продаде у прва недела 110.000 копис, Донда продаде 220, брат. Значи, да. ти ако продаваш дупло помалку од Кања, брат, ти успеа, ти правиш нешто што треба, ме разбираш? Точно. Ти правиш нешто што треба. Идеме финале, полуфинале. Baby Kim versus J. Cole. Добро више полуфинале брат. Да. Мора да има, мора некој да отпадне. Се мразам бидејќи што и да кажам е грешно, ме разбираш? Овде Овде више тоа е субјективно. Овде е субјективно и овде би рекол онака Baby Kim, бидејќи пак ќе кажам за мене го победува и Силви и сите други, и The Off-Season колку и да е добар албум, не е најдобриот албум од J. Cole според мене. Baby Kim, The Melodic Blue е најдобриот Baby Kim албум од сите. Иако ова му е прв дебют. И затоа би му ги дал. Да, апсолутно, ама знам ова кај води веќе, така да. Брат, ти си ќе ти идат у финале 268 место најверојатно. Ајде да видиме од другата страна кај тебе. Значи Isaiah Rashad versus Moneybagg Yo. Не, no-brainer е овде Isaiah Rashad, да. И значи у финале си Baby Kim versus Isaiah Rashad, двете што почнуваат од 8 место на двете страни, да речеме подценети, и мислам дека точно го пишува твојот стил, брат, што вакви два албуми се најде у финале. Мора да одбереш еден. Не, The House is Burning, брат. Without a Doubt за мене е албум на годинава. Тоа и така и ќе биде, мислам, кога ќе го направиме full recap на годинава, за мене останува ова да биде, брат. 6 години го чекав албумов и сосем оправдано е да биде на прво место. За тоа што е многу добар албум, само очекувам дека боле ќе иде од ова, ме разбираш? Прв делукс албум за да ми се свиѓа. Екстра 4 траки, сите добри. Немам една песна нема што можам да се пожалам да кажам не ми се свиѓа. Заради тоа ми е албум на годината и со право и овде на овој тир добил прво место. Супер, браво. Кај тебе? Браво за Isaiah Rashad. Идеме сега, јас сум CLB наспроти The Off-Season. Ја би отишол The Off-Season овде. Бар сега се осеќам така, не знам. Го зборевме ова, да. Ќе преслушам уште еднаш пред да направам топ 5 или топ 10 листата за да ги подредам како што треба. Да. Али би го ставил The Off-Season тука. Од другата страна ми е Донда наспроти Moneybagg Yo. Мора да се одбере Донда, не можам да го одберам Moneybagg Yo пред Донда, брат, реално. Да. Да ми се паднеше Донда со Джек Харлоу. Тука некаде ми се. Значи да речеме годинава 4-5 место како албуми. Да. Али ова не можам да го направам, така да финале ми се The Off-Season и Донда бидел со The Off-Season.
Donda не ми е албум на годината дефинитивно. Добро, и тоа го кажа. Тоа го кажа дека J. Cole за тебе го има еден од Дейв ми е најдобрите. прв, мислам дека годинава. Да, овде втор ми е- од самиот втор ми е факт дека J. го нема. Cole, и тука после ми се CLB, Donda може би, Джек Харлоу, Да. Central C од UK сцената, така. Од прилика вака од прва тие ми се топ. Не, види, Пет, ама топ тоа 10 тоа албуми. тоа кажува и за нашите стилови. Ја нема зашо да кажам нешто што не се чувствувам Да, дека е така. дефинитивно. Имаше овде моменти кога тешко е да избереш помеѓу Тайлер и Айзеа, ама за тоа што јас имам слушана годинава и колку ми значело Тайлер наспроти Айзеа, многу поише мене искрено ми значи Айзеа Рашад него ли Тайлер, а не дека на Тайлер е лош албумот. Далеку од Добро, нема везе, мора да далеку од одбереш тоа, тука, но мислам, мора тоа да е се одбере и for the fun. да, заради сето тоа што значи The House is Burning албум на годината. Идете на Rap Caviar на Инстаграм, може да гласате за вашите фаворити. Ние ќе се одјавиме тука, чекате ги нашите топ 10 листи, топ листи за 2021 ретроспективно. Би требало да ги извадиме пред нова година, ќе најдеме време за тоа. Ова беше Пандамониум радио шоу број 34. Фала ви на сите што ни изгледавте или изслушавте до крај. Наредна среда нова епизода Пандамониум радио шоу. Останете со нас, пишете ни на Инстаграм, пишете ни на YouTube. Поздрав. Чао, чао.